Утринава околу 04 часот од дворно место на жител во Македонска Каменица е украдено возило регистрирано на македонски таблици. Настанот се случил сосема непредвидливо и неочекувано пред очите на соседите кои под нивните прозорци слушнале дека автомобилот се придвижува и го напушта секојдневниот приватен паркинг простор. Никој во тој момент не се посомневал дека автомобилот се краде, бидејќи сметале дека самиот собственик го користи за да замине на работа нешто порано од секојдневната рутина. Но само 2 часа подоцна, собственикот во паника го отпочнал новиот ден кога констатирал дека единствениот автомобил, тешко заработен и препознатлив по уникатното декорирање странично, го нема во оградениот дел од дворот. Откако пријавил во полициската станица, самиот се обидел да си помогне преку навремената достава на информации за украдениот автомобил до неговите пријатели на социјалната мрежа Facebook. Од полицијата велат дека настанот е пријавен и е во тек официјална потрага по автомобилот. Оттаму не сакаат да коментираат загласините во јавноста за тоа дека кратците преку нелегални премини во делот кај Беровско двориште веќе го префрлиле на бугарска страна, каде на бугарски плацеви за продажба на половни автомобили се врши нивно демолирање и повторна продажба на автомобилот, ама овој пат расклопен на делови. Ова е можеби еден од ретките случаи во источниот регион, но ваквата пракса на крадење на автомобили е редовна во Скопскиот регион, каде секојдневно се крадат полуксузни верзии на автомобили. Истите се расклопуваат и се препродаваат како делови на црните автопазари во Македонија и на Косово.